Почитувани гледачи, добро вечер. Еве ни вечерва заедно со вас, со емисијата Актуелности, во која подолго време говориме за нашето здравје, за медицината и за луѓето кои се наши гости, а кои се занимаваат со разни дејности од областа на медицината, се разбира и од класичната и од алтернативната, се со цел да помогнат одредени заболувања или болести секој наш гледач да ги разреши. Така и вечерва ќе зборуваме за една посебна гранка од алтернативната медицина. Тоа е лекување со прана. А што е тоа прана, ќе дознаете во понатамошниот наш разговор со нашата гостинка. Тоа е нашата гостинка Елена Антоновска, организатор и учител за лекување со прана. Пред да представам нашата гостинка, дозволете ми да ве подсетам дека вие вашите прашања можете да ги поставувате преку СМС пораките на телефоните 070 141 246 и 075 141 246. Се разбира, вие кои сакате директно да се вклучите во нашето студио, да ја прашате директно нашата гостинка вечерва, тоа можете да го сторите на единствениот број 2601 508. Се надевам дека и вечерва, како и впрочем досега, вашите прашања ќе бидат бројни и нашата гостинка секако ќе се потруди да одговори. Па, добро вечер и добре дојдовте во нашето студио. Добро вечер. Најнапред сакам да ви заблагодарам на поканата и на вашиот интерес. Така. Навистина ме изненадивте. Така. Добро, ние ги бараме луѓето кои се трудат да им помогнат на другите луѓе кои имат некои здравствени проблеми. Па така дојдовме и до вас. Јас морам да кажам дека бев пријатно изненаден затоа што вие веднаш прифативте и посакавте и вие да кажете она што е прана. А што е прана, бидејќи тоа претпоставувам дека во пошироката јавност не е доволно познато, па вие како е еден стручњак за оваа област ќе ни појасните што е тоа прана. Па најнапред да започнеме со тоа што лекувањето со прана е еден од енергетските модалитети. Така. И во глобала повеќето од нив доаѓаат, се знае, од Азија, Кина, Индија, и така натаму Јапонија. Не е кај нас доволно познат заради тоа што ние по дефиниција некако сме многу далеку од овој начин на размислување пред се, па и лекување. Лекувањето со прана се заснова на користење на праната како животна енергија во забрзувањето на процесот на исцелување на нашето тело, кое што како особина тоа го има. Добро, рековте, како и впрочем многу други вакви начини на лекување доаѓаат од истокот. Така. Од источниот дел на земјината топка. Па ќе можете да ни кажете кој го е почнал ова учење, ова лекување, кој тој човек, веројатно знаете, како почнал тој да се занимава и како дошол до сознание дека токму на овој начин може да се лекуваат одредени болести. Значи, лекувањето со прана постоело во најстарите традиционални источни медицини. Така. Меѓутоа, основоположник на модерното исцелување со прана и архатик јога, морам да ја спомнам, е мастерот Чоа Коксуи, кој потекнува од Филипините. По професија хемиски инженер, меѓутоа целиот свој живот го поминува во истражување од областа на енергијата. Значи, се работи за истражување на различни енергетски модалитети, начините за одржување на енергијата во човечкото тело, добивање на поголеми нејзини количини, ефектите кои таа ги има врз човечкиот организам. Па се со цел, нели, најпрво лекување. Така, добро, како вие млад човек, па како вие дојдовте до тоа сознание и до таа желба, до тој порив, токму вие да се занимавате со ова? Па, едно од причините беше што мојот интерес за сите видови на алтернатива поврзани со тоа беше голем. Значи, некако како дете, меѓутоа животот ме натера. Минатата година
предизвикано од стрес, од различни лични проблеми кои што верувам дека сите во нашите животи ги имаме. Ми се појавија проблеми, да речеме, со спиењето, несоница и слично. И не сакајќи да ги користам класичните методи, таблети и хемија. Сакав да најдам начин да ги решам овие мои проблеми на некој друг начин, алтернативен, кој што во целост ќе ми го подобри животот, не само да ме излекува од проблемите што ги имам, така да минатата година првиот семинар кој што беше одржан овде, јас имав чест да го посетувам, бев една од тие, и во текот на таа една година, измината, значи напредував, ги посетив повеќето од семинарите, работев и дојдовме до овде до кај што сме сега. Да, добро, овде кај нас не само за овој вид на лекување на болести од алтернативната медицина, него и од другите сегменти нема литература. Како вие се снаоѓавте? Од каде литература добивавте? Зошто тоа треба да се прочита? Семинарите се една работа. Колку може таму да се слушне, да се научи, така натаму може, но сепак треба и надградба. Надградбата се прави со одредена стручна литература. Како вие доаѓате до неа? Со оглед на тоа што за нашиот регион е задолжен Институтот за енергетска работа од Австрија, од Виена. Предавачот е магистар Клаудија Дикман, која се уште доаѓа и понатаму ќе ги одржува семинарите. Значи, литературата која што ја обезбедувавме беше на почетокот да се изразам снаоѓање едно. Значи, нашите белешки, нејзините мали, да кажам, скрипти, да, што и ние сами ги правевме, се со цел за да можеме да напредуваме, како што рековте. Меѓутоа, потоа имаме и други изданија на книги од луѓе кои што се исто блиски ученици на мастер Чоа Коксуи, да речеме оваа книга е една од нив, на Стивен Ко и Ерик Робинс, кој што е исто така и лекар уролог. Значи, таа ни е достапна на српско-хрватски, од Бугарија, на жалост немаме наши изданија, англиски изданија, CD-а за медитациите што ни се потребни. Добро, со оглед дека релативно нова метода е ова кај нас, веројатно и малку сте сега кои во Македонија кои сте го... Да, прилично сме малку, значи луѓето кои до сега ги посетува овие семинари кои што учеа од таа област се негде околу 50-тина. Меѓутоа, нормално, како и во секоја област, се диференцираат, нели, со практицирањето, со работата. Значи, многу малку сме оние што останавме да се занимаваме поентузијастички со оваа хумана работа, да. Добро, јас сите луѓе од алтернативата ги прашувам, па и вас ке ве прашам. Мене лично ми пречитаа расцепканост на луѓето, еве луѓето со биоенергија што се занимаваат, луѓето со билки што се занимаваат, секој парцијално, самостојно работи, никој од нив не прави никое здружение. Вие, еве, млади сте, имате време пред вас. Дали размислувате вие во оваа дејност да формирате едно здружение, да почнете активно, не само да третирате пациенти, но малку и административно да работите, да речеме, да направите на здружение кое ќе го афирмирате, кое ќе добие свој имидж и печат, што се вели во јавноста, за да луѓето што повеќе дознаат за оваа работа, за да луѓето што повеќе сватат и почнат да веруват дека навистина на овој начин можат многу да си помогнат. Размислувате ли на тоа поле? Верувајте ми, толку многу се надевав дека ова прашање ќе ми го поставите денеска. Што навистина. Моето гледање на таа расцепканост јас би сакала да го изложам и многу се сложувам со вас. Значи, сите оние луѓе кои што се занимаваат со енергетска работа, значи без разлика дали се биоенергетичари, дали се јасновидци, дали се занимаваат со реiki, со прана, со акупунктура, не е важно. Според мене, значи, сите имаат една цел и заедничката им е хумана
дејност. Така е. Значи сите се занимаваат со дејност која што би требало да им помогне на луѓето. Затоа е многу чудна нивната расцепканост. Да, така е. Да, јас навистина би сакала и многу би се израдувала ако ние успееме некако на овие простори да се обединиме, заради тоа што со тоа ни се зголемува јачината, би имале различни видови на енергетско лекување, различни пристапи, луѓето би можеле да најдат помош во секој случај. Така, веќе да се организирате, јас ветувам дека ние како телевизија ви стоиме на располагање да ве афирмираме, да кажеме дека еве во Македонија веќе постои такво и такво здружение кое сериозно се занимава со таква работа. Така. Добро, во разговорите ми спомнавте дека знаеме дека има биоенергија, како што и пред малку зборувавме, разни методи, реки методи, не знам, Силва дали метода спаѓа тука сигурно. Праната, дали е тоа сосема посебни третирања, третмани и така натаму, или е тоа некој збир од сите овие области? Значи, истражувањата на мастер Чоа Коксуи се сведуваат на тоа да се направи една универзална технологија на лекување, која што ќе им биде достапна на сите. Значи, луѓето ќе можат лесно да ја научат и тоа е предноста нејзина, ќе можат да се обучуваат многу лесно, да ги совладуваат техниките, да таа е прилагодена на западниот свет, значи не е неразбирлива, како останатите енергетски модалитети, заради тоа што малку се мистифицира енергетското лекување. Кај нас овде, да. Кај нас, а и секаде во западниот свет. И луѓето можат многу лесно сами да ја применуваат. Добро, веќе во тој европски западен развиен свет, веќе алтернативната медицина веќе наоѓа свое место меѓу класичната медицина, но ние уште доста име, како што впрочем доста има многу сегменти од нашиот живот овде, но ете, вие треба да видите што ќе покренете на таква работа да постепено тоа се повеќе влезе во чувството на човекот дека ова е потребно, а и на одредените државни институции и фактори кои ќе дадат свое признание и на некој начин ќе помогнат. Добро, можете да ни кажете како вие работите, како се прави ден ваш третман? Еве, јас ќе дојдам кај вас и сега што ќе правите? Значи, пред да ви го објаснам начинот на третирање на клиентите, не би ги нарекла пациенти, затоа што само медицината има пациенти. Так. Би сакала само да трговијата има муштери, а вие добро, да разграничиме. Малку да. Значи би сакала да им предочам на гледачите дека целта на овој енергетски модалитет не е лекувањето, само лекувањето. Так. Значи, лекувањето со прана не е модалитет кој што исклучува класичната медицина, тоа сакам да се знае. Туку ја не дополнува. Значи, луѓето пред се би требало да одат на лекар, а потоа да дојдат. Сигурно и за вас би било полесно кога би имале многу полесно, многу покорисно и овие две дисциплини работат заедно многу ефикасно. Тоа е многу важно. И ова е причината заради која што многу лекари во светот се занимаваат со лекување со прана. Да речеме во Филипините или во Индија е задолжително лекувањето со прана во болниците. Во Австрија веќе имаме случаи каде што институтот работи со болници кои го применуваат лекувањето со прана како комплементарна медицина. Да, комплементарна дејност. Од другата цел е да се вклучи медицината во, односно ние да се вклучиме во медицината како нејзино дополнување. Третата е да ги едуцираме луѓето. Значи, да ги едуцираме луѓето за можностите за да го направат нивниот личен избор. Значи, да научат нешто, да го подобрат својот живот. Да, медицината ќе ве прифати, според моја мислење, само тогаш кога ќе бидете организирани. Да. А вака парцијално секој за себе, да, се сложувам. Точно, меѓутоа тоа е борбата, нели? Добре, сега како работите? Како работиме? Значи,
лекувањето со прана има неколку основни принципи. Првиот е се информираме со пациентот, го информираме него накратко за нашиот начин, значи бездопирна технологија на лекување, и тој не информира нас за неговите симптоми. Следниот чекор е скенирање на енергетското тело на пациентот, скенирање на енергетските центри, значи во принцип на што се сведува. Телото има физички видлив и невидлив енергетски дел. Енергетското тело е оној невидлив дел. Поради тоа што знаеме дека сите болести прво се појавуваат на енергетското тело, а потоа на физичкото, а и знаеме дека физичкото тело е секогаш тогаш здраво кога е во хармонија со сите елементи. Значи енергетски е хармонизирано. Според скенирањето на енергетските центри можеме да утврдиме каде има проблем, значи ако постои дисхармонизација на енергетското тело. Потоа следи отстранување на нечистата, заболена енергија, која што може да биде натрупана на организмот, односно може да се јави недостаток, негативна енергија, предизвикана од било какви фактори. Потоа му овозможуваме на организмот на исчистениот, односно хармонизиран дел да прими свежа енергија, односно прана, со што предизвикуваме биохемиските процеси во телото да се забрзаат и да започне процесот на регенерација. И потоа, да речеме, стабилизираме енергетската состојба на пациентот, за да не се случи да дената свежа енергија да се потроши залудно, да отиде настрана, да испари од телото. Добро, ајде сега да проговориме се што третирате, кои болести, кои заболувања. Значи, лекувањето со прана се користи кај сите видови болести. Се третираат сите болести. Меѓутоа мора да кажеме дека процесот на лекување зависи од должината на времетрењето на болеста, значи од тежината на болеста, значи од сериозноста, од човечкиот организам, од годините, од околностите во кои човекот живее и дали тие истите придонесуваат нели за развитокот на таа болест. Добро, вие третирате и психички и физички заболувања. Третираме, Третманите долго траат, кратко траат, повеќе третмани, помалку третмани? Зависи, значи, од болеста. Да речеме, обична главоболка или болка во мускулот, болка во грбот, што не е предизвикана од нешто посериозно, например. Ако е од стрес, од напорен ден, например, се лекува со еден третман, кој што трае многу кратко, 5 до 10 минути. Добро, а има ли одредени здравствени проблеми, болести, кои не ги третирате? Не. Се третирате? Третираме, да. Меѓутоа, морам да ви кажам дека фреквенцијата на третирање и должината на третирање е различна. Сега малку да разграничиме, ама дали излекувате? И кои болести не можете да излечите? Она што класичната медицина не може да го излекува, и кај што е веќе случај, сериозен случај, да речеме, навремената реакција е многу важна во ова лекување. Значи, ако болеста е долготрајна и сериозна, и верувајте ми дека нема зашто да им даваме лажна надеж на пациентите, на клиентите, и да им викаме дека ќе ги излекуваме кога тоа не е можно. Значи, можеме исто така, може да се случи пациентот да не е, односно клиентот да не е излекуван, ако кармички не му е предадено да се излекува, или ако јас не сум таа која што може да му помогне да биде излекуван. Добро, тука во прашање... Значи, има многу фактори. Тука во прашање, иако таа енергија, ја би рекол, тука во прашање физика. Добро, квантна. Квантна, добро.
Дали е потребно тоа некоја духовна енергија тука? Да. Пред се, лекувањето со прана е духовна практика. Јас имам некој проблем здравствен, сакам да дојдем као, ама духовно не верувам. Се велам, што може да ми помогне? Значи, Дали тоа е предуслов, некоја кочница? Да. Е предуслов да... Затоа што видите, многу битен момент е пациентот да е отворен. Клиентот да е отворен за соработка. Што значи тоа? Прво, треба да сака да биде излекуван. Так. Едно. Друго, треба да верува дека има лек за него. Так. Нели нормално како и кај сите луѓе, сите ние тоа си го правиме понекогаш. Да. Така, во тој случај енергијата која што му ја даваме и третманот кој што му го даваме, многу полесно го прима и многу побрзо се регенерира. Меѓутоа, ако не верува дека нешто може да биде, тоа е еден случај на негативно размислување и негативна емоција. Значи, колку и љубов да имате, колку и да енергија да имате, нема да можете да продрете. Па јас пак провокативно ќе ве прашам сега. Морам да ве провоцирам вечерва за да малку јасни бидеме према гледачите. Така. Реков, јас имам проблем, сакам да дојдам, да се лекувам и доаѓам, меѓутоа посвесно не верувам. Значи јас сум блокиран. Дали вие со вашите методи можете да ме деблокирате? Можам. Знаете како? Така да почнам да верувам дека... Знаете како? Например, така. Можете да присуствувате на третман на некоја друга личност, така, која што нема врска со мене, значи прв пат ја гледам, така, да му направам нему третман, така, да ги видиме ефектите, така. Значи не зборуваме сега за некоја страшна болест, еве зборуваме за главоболка, така, например, едноставно нешто, да ги видиме ефектите. Да. Ако ефектите покажат дека човекот е ослободен од главоболката, значи ослободен од болката воопшто, се осеќа релаксирано, опуштено, дали вие како клиент што не верува, нема да верувате? Така, значи тоа е еден од начините. Да, практичната примена на оваа технологија е многу битна. Добро, вие во оваа година, рековте, дена, работевте, имавте клиенти? Да. Имав, да, работев, освен што се едуцирав. Едуцирањето не вреди ништо ако не го практикуваме. Во пракса? Да. Значи веќе и практично работите? Практично. Обично започнуваме со нашите најблиски. Така. Знаете. Значи, болка во грбот, тукочен врат. Почнуваме од најлесните до... Добро, и едно од правилата во алтернативната медицина е оној што ќе почне да се занимава со алтернативна медицина. Да. Право треба себе да се излечи. Дефинитивно. Значи тоа морате да го направите за да понатаму да бидете уверливи во она што го работите. Добро, нашите гледачи, македонскиве гледачи, меѓу кои сме и ние, се не интересира, се сакаме да најдеме проблем за решение за нашиот проблем, но еден најголем проблем е сакаме да знаеме колку чини тоа. Зашто знаете, не боли, ама некако тешко не се дава вари. Сваќам. Како е кај вас? Дали третманите, тоа ги интересира многу гледачите? Тоа знам, и би требало да ги интересира.